Законот за јазиците ќе оди на влада во 100 дена од работата на новиот владин состав, порача министерот за здравство Арбен Таравари. Според него, усогласени се сите страни и нема коалициски пречки за негово разгледување. По разгледувањето на законот за јазици на последната владина седмица, кога истиот не помина, продолжија консултациите и усогласувањата помеѓу коалициските партнери, но се уште не се соопштуваат детали за кои точки од предлогот има разлики. Официјално владата негира дека постојат разидувања. Законот ќе помине на влада и ќе се испрати во комисијата, Венециската комисија. Така, ние како партија, тоа што сме го кажале пред да влеземе во влада, зборам за Движење за реформи ДПА, тоа сме го кажале и првиот ден кога не назначија за министри и влеговме во влада, тоа го кажуваме и сега дека тој закон ќе помине првите 100 дена на владата на новата влада на Република Македонија. Дали има недоразбирања? Нема недоразбирања. Дали ние ќе ја напуштиме владата ако не се реализира тоа? Нема потреба да ја напуштиме владата, бидејќи сме координирани и тоа ќе помине. Законот за албанскиот јазик не помина со образложение дека ќе оди на доработка и дека ќе се усвои на владина седмица по празниците. Во официјалното соопштение стоеше дека предлог законот заглавил кај формирањето на новите органи на Агенцијата за спроведување на јазиците и Инспекторатот за употреба на јазиците, за кои допрва треба да се утврдуваат нивните надлежности. По информацијата дека владата не постигнала договор за предложението закон за јазиците, се потврдува дека албанските партии кои се дел од мнозинството не се усогласени и договорени за законот за употреба на албанскиот јазик, велат од Движењето Беса. Оттаму истакнуваат дека СДСМ намерно го одолжува носењето на законот пред локалните избори. Од Беса велат дека доколку владата не го донесе законот за употреба на албанскиот јазик во првите 100 дена, тогаш Движењето Беса ќе достави свој предлог закон.